Почитувани, добар ден, 11 часот и 26 минути, ние продолжуваме со програмата во живо од нашето студио. Радио што се гледа и денеска ви ги пренесува настаните и информациите од Прилеп и регионот. Програмата ќе биде исполнета со разговори од нашето студио, а ќе можете да ги проследите и изјавите од вчерашната посета на премиерот Христијан Мицкоски на тутунски комбинат Цигарна фабрика во Прилеп. Кој беше поводот за посетата, кои се можностите и плановите на оваа компанија, каков е интересот на стратешкиот партнер Филип Морис. Воедно, на неколку денови пред почетокот на откупот на тутунот, ќе чуеме дали комбинатот е подготвен за преземање на реколтата и кои се плановите на ресорното министерство за престојната откупна кампања. Програмата во живо ја започнуваме со разговор од нашето студио. Наши гости тука се Борче Чупетрески, бизнисмен и човек со голема визија за Прилеп, но и секако за развојот на економијата во регионов и во државата. Воедно тука е и за прв пат Горан Тасковски, поранешен амбасадор во Република Турција на Република Македонија. Има неколку поводи за нивното гостување, но најмногу ќе се задржиме на можностите за привлекување на странски инвестиции во Македонија, како што и двајцата ќе кажат во разговорот за привлекување на нашите кои што заминаа од Македонија, формирање на здружение преку кое заинтересираните од земјава и странство ќе можат да се запознаат со начините, постапката и можностите за соработка со компании од Турција, но без ограничување и од други држави. Добро ни дојдовте во студиото. Добро, најдобариме за поканата. Навистина ми е чест и задоволство што ве имаме во нашето студио, бидејќи јас имав прилика да присуствувам на промоцијата на здружението, кое што чинам дека минатиот месец беше промовирано во Прилеп и на кое што присуствуваа прилепчани кои што имаа можност да чујат во која насока ќе се движите во однос на оваа граѓанска иницијатива. Да започнеме најпрво што е целта на ово здружение, дали и формално веќе постои и веќе започна со одредени активности кои што беа планирани од ваша страна. Најпрво благодарност за поканата и за можноста за презентација на ова здружение. Центарот за комуникација и соработка со странското и домашното иселеништво представува здружение на граѓани кое што има основна цел да помогне на сите оние заинтересирани домашни иселеници, а и странски иселеници кои што сакаат да дојдат и да инвестираат во Република Македонија. Нашата основна цел е да им помогнеме во изготвување на анализи за потребните бизниси, изготвување и поддршка во подготовката на документацијата за регистрација на компании и начини од технички аспект, но и од правен аспект, комуникација, поврзување со стручни лица, стручни институции во државата и изнајдување на најлесен и најбрз начин до реализација на нивната цел. Како што знаеме, нажалост, за жал, во изминатиот период беа присутни многу инвеститори кои што ја напуштија Република Македонија. Причината беше заради тоа што се сретнуваа со неправилни институции, се сретнуваа, онака кажано народски, со многу преваранти, кои што луѓе изгубија стартни капитали и големи капитали во нивните инвестиции и на крајот не добија ништо. За да не се случува ова и водени од таа ситуација, едноставно ги изгубивме и ние, нашите пријатели, кои што сакаат да дојдат овдеки, заради овие негативни појави кои што се случуваа во минатото, се одлучивме заедно како основачи, јас и господин Горан и уште тројца и повеќе луѓе, да го формираме ова здружение како правен субјект, затоа што како правен субјект веќе имате и некоја одговорност и некоја тежина во презентацијата и представувањето пред нив, да им помогнеме и на старите и на идните заинтересирани да го најдат, како што кажа, вистинскиот пат. Не е лесно, во нашето законодавство имаме доста европска практика, меѓутоа покрај европската практика ние имаме и нажалост и она нашата домашна практика која што е непопуларна во светот и неблагодарна за секого, а и од друга страна ги одбива инвеститорите. Тоа е оно што нас ни е таргет да не се случува и да ги привлечеме вистинските луѓе, да ги донесеме на вистинско место, затоа што сепак како држава потребен ни е и странски капитал, меѓутоа ни е потребно и ноу-хауто.
Значи, како се гради, како се прави одреден бизнис. Имаме многу огромни потенцијали, како што често пати сме разговарале, меѓутоа нашите капацитети лични како држава не се ограничени. Зошто да не ги искористиме неограничените капацитети кои што се надвор од државата и сето тоа да го имплементираме во едно заедничко тело кое што би донесло за брз резултат кај нас одеќе во државата. Тоа е една основна цел. Да, ќе поразговараме и за вашата визија во однос на тоа како ќе се движи ова здружение во смисла на вмрежување со други здруженија со слична визија. Јас само да напоменам дека сите оние кои што се заинтересирани да постават прашања до нашите гости, Борче Чупетрески и Горан Тасковски, може тоа да го направат преку телефон 075 235 665 или да остават во коментар прашање или одреден коментар, бидејќи оваа програма оди во живо. Продолжуваме со разговорот. Господине Тасковски, вие 4 години бевте амбасадор во Република Турција, имате големо искуство во однос на економската област, бидејќи бевте особено активни во тој дел во Република Турција. Дали тоа беше еден од поводите за формирање на вакво здружение и како гледате на оваа ситуација во однос на денешната состојба во Македонија и можностите кои што ги имаат младите луѓе, кои што се надвор од Македонија, но и компаниите кои што сакаат да инвестираат тука? Уште еднаш благодарам за поканата. Како што кажавте, 4 години бев амбасадор во Анкара, во Турција, каде што главна работа ми беше да привлекувам инвестиции за Македонија. Тоа го правев преку целиот мој мандат и резултатите од тоа може да се видат и денес во Македонија. Нема да кажувам многу, да ширам многу околу тие работи, но како еден пример е млекарата Суташ, што и ден денес работи во Македонија. Беше дело со кое навистина придонесовме во Македонија за да се развија таа гранка и да му возможиме и на Суташ како предпријатие, како млекара, да речеме, како компанија, да може истите нивните продукти што ги има во Турција да ги произведува во Македонија, но поради тоа што со Турција не може, турските производи не може да додадат во Европска унија, а нашите овде, бидејќи тука ги произведуваат, може да додадат во Европска унија без царини, без даноци, без било што. И тоа беше една голема придобивка и за Суташ и за многу други што ги донесов во Македонија. И така на тој начин јас ги привлекував турските инвестиции тука, но не беа само инвестициите. Значи тука се работеше и за односот меѓу Македонија и Турција. Успеа во 4 години да ги доближам двете држави. Иако ние традиционално сме добри пријатели, без разлика кој е на власт во Турција, која е политичка структура. И во Македонија. Малку во поново време не беше така, но да речеме до известно време беше така. Но како и да е, веќе кажем еден податок што многу луѓе не знаат, дека во Турција има 7 милиони македонци. Значи, тој е еден податок што никаде не е забележен во Македонија, дека таму постојат тие македонци, се кажуваат како македонци, живеат како македонци, традицијата македонска, орото, песната, храната, свадбите, крштевките и така натаму, значи се одвиваат исто како да живеат во Македонија. И тоа беше еден голем поттик за мене, за тие луѓе да ги доближам до Македонија, да ги организирам како што треба, за и понатаму тие да промовират Македонија и на некој начин да добиваат една сатисфакција, едно чувство на припадност дека Република Македонија води сметка и за нив. Тоа успеав да го направам, иако имав некои пречки и некои негативности од страна на институциите во Македонија, но желбата и љубовта кон Македонија ми даде една сила за сето тоа да го издржам и да го направам како што треба. На тој начин се воведе и македонски јазик во Турција со професор од нашето Министерство за образование. Имавме 5000 ученици во рамките на 4 години,
Но интересното е тоа што тие истите деца во тоа време добија и свидетелство исто како да учеле во Македонија. И моментално тие деца се запишуваат на нашите универзитети, факултети и нормално се на тој начин се доближуваат до нивната татковина, иако тие се родени во Турција. Исто така се воведе македонски јазик и на турската радиотелевизија и програма, и вести и многу други работи. Генерално се втемели Македонија во турското општество. На многу луѓе тому пречеше, но јас таа борба до крај ја водев и дојдовме до тоа што дојдовме, каде што председател Ердоган и нашата тогашна власт, значи има една синхронизација, има една така блиска соработка, каде што почнаа да се именуваат по личните имиња и веќе на некој начин станавме едно големо семејство. Доказот за сето тоа е она што и турската влада и македонската влада ме награди за придонесот и за меѓусебната соработка и за економската соработка или попрецизно за носење на инвестиции во Македонија. Благодетите ги видовме во тоа време. Исто така ги видовме благодетите од присуството на голем број на турски туристи во Македонија. Работев многу и на тоа поле, но за жал, како што кажав, на многу луѓе тоа им пречеше и после моето враќање во Македонија, амбасадорот после мене, сето тоа на некој начин го спласна, го прекина, поради наредби од некои центри во Македонија, но не навлегувам во тоа, сакам да гледаме позитивно на работите и да одиме напред, што можеме сега да направиме. Тоа искуство мое и она сето што го направив, сакав да го пренесам во Македонија, но мора да имаш точни луѓе, правилни луѓе што знаат и умеат и што се на иста фреквенција како тебе, да речеме. Тоа го најдов во Борче и затоа ние се договоривме да направиме едно добро, не за Горан, не за Борче, туку да направиме добро за нашата татковина. Бидејќи нашите македонци, каде и да се во светот, дали е тоа Австралија, Канада, Америка, во европските држави или во Турција, страдат да бидат блиски со Македонија. Практично вие со ова здружение сакате да бидете еден мост помеѓу Македонија и нашите луѓе во светот, кои што ги има на сите страни. Буквално и мене ме заинтригира податокот дека 7 милиони македонци има во Турција. Тоа значи дека уште 3 пати повеќе отколку во матичната држава ги има само во Република Турција, можеме да претпоставиме колку ги има во светот. Она што сакам да ве прашам е колку сте, бидејќи јас чувствувам дека сте на иста линија со актуелната влада. Зошто ова го мислам? Заради тоа што во однос на стратегиите кои што ги има владата, меѓу другото е и привлекување на нашите кои што заминаа во странство. Дали воопшто сте на иста линија и дали мислите да соработувате во однос на тој дел со, не зборувам со политичка структура, зборувам со актуелната влада и министрите кои што во моментов ги имаме во Македонија? Прва работа, јас мислам дека не сме на иста бранова должина. Каде се разликите? Вака, значи, разликите се во делата, во искреноста и во желбата да се придонеси за Македонија. Бидејќи, актуелната власт, а и претходната, доби голем мандат од народот за да придонесе за доброто на татковината, за доброто на народот, да живеи како што треба, да живеи побогато и да живеи опуштено, да речеме. Но делата говорат нешто друго, дека и претходната власт и ова власт некако ми личи состојбата, не дека само мене ми личи, туку во разговори со останатите во Македонија, дека нема некоја голема разлика во нивното дејствување. Бидејќи ако јас кажам дека ќе направам нешто за да подобрам како што било да не биде повеќе така, тогаш јас треба да го направам тоа преку дела, така, а не само да го кажувам како празна реторика дека јас ќе го направам тоа. Значи тоа ќе мора да го исфрлиме од нашите реченици и да ги направиме делата. Јас сум докажал и покажал дека
делата може да се направат, дека она што ќе го кажеме можеме да го реализираме и ту сам како поединец. А камоли да имаме, еве сега со Борче што сакаме да направиме на цела структура во цела Македонија, да ги направиме тие добрини за нашата татковина и за македонскиот народ и сите кои ја сакаат Македонија, бидејќи сите не ја сакаат, за жал, но оние кои ја сакаат барем да се освестат, да се разбудат дека има во Македонија луѓе, личности што ја сакаат, родолюби, што не сакаат ништо за себе, но сакаат да направат за сите да биде подобро. И затоа јас ги поддржувам оние добри работи без разлика од кого се, дали се од една политичка структура или од друга. Ама тоа што не чини, ако сака нека биде и од Свети ДПМН и од Свети СДСМ. Значи ако не чини. Сакам да кажам дека не сакам да гледам негативно на работите, сакам да ги промовираме оние работи што ние сакаме да ги направиме во Македонија. И еднаш мора да сватиме дека светот се менува. Значи гледате и самите дека ќе има големи поместувања во светот. Веќе се започнати. Да, за Македонија ќе биде многу позитивно. Иако може сега то не звучи реално, но ќе биде многу позитивно, но никој нема да дојде однадвор, ниту Трамп, ниту Путин, ниту не знам кој друг да ни го направи то доброто во Македонија. Тие само може да ни го отворат патот, да не ни пречи никој од надвор, а ние сами овде во Македонија тоа мора да го направиме. А да го направиме тоа ни треба дела, ни требаат способни личности, помалку политика, повеќе работа. А ние тоа еве со Бурче сакаме да го воведиме и да му смениме матрицата на македонецот, да почне да размислува поинаку. Или како што рекол Кенеди, јас често повторувам, не прашувајте се што државата прави за вас, туку вие што правите за државата. Господине Чепетрески, рековте дека Сдруженијето веќе е оформено. Господинот Тасковски напомена дека имате намера да ги соберете сите луѓе кои што сакаат да прават позитивни нешта и во областа на економијата, а како што сватив и во областа на привлекување на странски инвестиции, менувањето на свеста на помладите за тоа дека треба да се грижат за својата татковина. Дали веќе размислувате ова здружение да има своји места и во останатите, своји подружници и во останатите градови од државата? Сте во контакт со луѓе кои што се со вашето размислување и како би се развивало ова здружение? Точно така. Значи, како што напоменавте, основната цел не е политиката, не е ништо, иако многу луѓе на некој начин препознаваат политика. Не. И промената на нештата, на нашата свес во нас најпрви е можеби политика, али за нас. Ако ние не почнеме да размислуваме дека мора да се промениме, како што кажате Кенеди, мора што направите вие за државата, државата направи за нас, што ние направивме пред за самите себе, тоаш ништо не можеме да промениме. Ако не се промениме самите. Во однос на она што ќе работиме, нашата цел е, како што спомна и господин Горан, да ги покажеме резултатите. Ќе почнеме од најмалите нешта, затоа што нашите капацитети во моментот се мали. Ние сме организација која што функционира само 1 месец скоро. Таргето е покривањето на целата држава и комуникација со целиот свет. Можности за неограничени изградби на мостови. Како што спомна Преска и ти, нашиот центар, всушност, нашата организација треба представува еден голем мост за сите оние кои што сакаат да дојдат во Македонија и да функционираат во Македонија. Секаде каде што имаме можности, а веќе ги започнуваме и првите комуникации со работка со личности кои што се на истата фреквенција во размислување со нас, секаде ќе се отворат ваквите центри, затоа што секој еден град или секој една позиција во Македонија има сопствени потенцијали. На почеток ви кажав дека нашата поддршка ќе се однесува и на изготвување на анализи и стратегии. За секој еден бизнес најпрво е потребно да се направи анализа, испитување, можности, капацитети, ресурси, какви ги поседуваме, дали се тоа природни, материјални, технички, човечки ресурси. Сите тие информации се потребни за еден старт. Не можеме ние денеска да ветиме метална индустрија во Македонија и да привлекуваме такви инвеститори, затоа што немаме капацитети и можности, немаме ни енергија за сето тоа да направиме. Меѓутоа,
овие сите информации, заедно поддржани од многу стручни лица, наши пријатели, можеме навремено и благовремено да ги собериме и да му ги дадеме на нашите заинтересирани партнери, односно нашите соработници. Во овој месец имавме неколку компании кои што дојдоа и побараа информации, ги стартувавме нивните бизниси, започнавме со регистрации на фирми, имавме моменти каде што налетавме на неможности, законската регулатива не дозволува, жалбите се едно, можностите се друго, меѓутоа, луѓето не изгубија ни време ни пари, туку задоволни од брзата и навременна инвестиција, продолжија понатаки со понатамошни комуникации за промене или нови бизниси кои што се не алтернативни, туку можни за реализација во Македонија. Значи, информацијата е најбитната работа. Врз база на правилна информација, вие можете да направите добра комуникација и реализација на проект. Ако ја немате таа комуникација стартна и ако истата не е изградена на доверба и со квалитетни луѓе на кои што можете да му дадете доверба, вие ќе изгубите и време и пари се. Затоа во овој период и во минатото, се она што сме изградиле во минатото, се она што сме запознале правилни и квалитетни луѓе, во моментов ги екипираме за да го создадеме тој центар да биде уште поголем и поефективен на територија на цела Македонија. Во моментов се стациониравме на Пелагонија. И продолжуваме со разговорот. Тука во нашето студио се прилепскиот бизнисмен Борче Чупетрески и поранешен амбасадор во Република Турција Горан Тасковски, со кој што ќе поразговараме за можностите од здружувањето на силите за создавање на еден пелагониски центар, би рекла, граѓански иницијативен центар за привлекување странски инвестиции, за привлекување на младите кои што се низ светот да се вратат дома и колку што можеме малку по малку да еменуваме свеста за тоа дека имаме само една татковина, а тоа е Македонија. Господине Тасковски, имавте вие прилика сигурно да разговарате со инвеститори од повеќе земји, не само од Турција. Реално, искрено, колкави се можностите според вас на Република Македонија, но и колкав е интересот од страна да инвестираат тука луѓето, заради тоа што, да, имаме странски инвестиции, владата им даде низа погодности, но сигурно, како што напоменавте и сами од примерот со Суташ, Македонија има предност пред останатите земји во регионов кои што треба да се искористат. Значи, Македонија има извонредна местоположба, клима, природни ресурси, Господ е дарил со се што и треба, но останува, како што ми кажува и моите пријатели турци, останува уште акало да го дотерате. Значи, Македонија нуди се. Еве, во разговор со многу бизнисмени, компании, не само од Турција, бидејќи јас бев и нерезидентен амбасадор и за Азербејџан, и за Иран, и за многу други држави. Значи, разговаравме и со нивните капацитети. Имам разговарано и со капацитети надвор од тие земји, бидејќи мојата работа и понатаму продолжи тоа да го на некој начин реализирам, да привлекувам само иницијативно за Македонија. Сите имат желба да дојдат во Македонија, бидејќи во нивните истражување покажало дека најпогодна земја и најпогодно место и врата до Европа е Македонија. Но проблемот не е во нив, некаде е, ама генерално не е, проблемот е кај нас. Зошто? Пак доаѓаме до и Борче што го кажа, и јас што го кажав, дека менталитетот наш, матрицата мора да ја смениме. Значи, секогаш, и тоа се обидував како амбасадор да го спречам и секаде одев или бев присутен кога доаѓа инвеститори во Македонија, Турција, со нив, за да нема негативност или она што го кажуваат турците, рушвет да барат во Македонија. Значи, секогаш на крајот од денот, кој ќе се договори се, првото прашање на нашите раководители, водачи, политичари е колку има за мене. Значи, тоа мора да го искорениме. Еве, јас бев 4 години амбасадор, ниеднаш немаше за мене. Зошто? Бидејќи
Македонија е битна, татковината е битна, а за мене ќе има, кој ќе има за цела Македонија, тоа ќе има и за мене. Така треба да ги гледаме работите, кој ќе на сите им е добро и тоа и мене ќе ми биде добро. Ние сакаме, еве, ова што го правиме и со Пелагонија Сдруженијето, и со се друго што правиме, е да ја смениме климата во Македонија, да влијаеме и врз владите, било која да е, сегашна во иднина, пристапот да се смени, да бидат достапни, а не само кои ќе дојдат на власт, значи едно кажуваат пред избори, друго прават после избори, значи во континуитет да сме ние стабилни како држава, да не ги менуваме законите секои 3 месеци, бидејќи на некој од власта му треба да биде таков законот. На тој начин ги одбиваме инвеститорите, поради тоа што велат дека вие не сте способни или не сте стабилни, менувате закони и ние веќе не знаеме што да правиме, кои ги менувате законите. Голем потенцијал има Македонија. Ние се обидуваме тој пат да го трасираме како што треба и во соработка со македонците и во останатите делови од Балканот, да речеме и од Преспа, и од Егејска Македонија, од Пиринска, и со нашите во Турција, и од целиот свет, да направиме еден напор каде што заеднички ќе влијаеме на сите во Македонија да го сменат начинот на однесување. Пред се кон себе, кон сопствената татковина, а потоа сето тоа да влијае и позитивно и врз сите што сакат да дојдат да инвестират во Македонија. Мојот начин покажа дека е успешен начин, дека придонесува инвестиции. Сакам сега преку издруженијето да го пресликаме сето тоа, бидејќи Борче, како една анализа моја за него, покаже дека е личност која знае тоа да го направи, уме и тоа да го направи, гледа за општото добро и сака за прилеп, бидејќи е локал патриот, да придонеси за прилеп. Затоа не случајно се вика Сдруженијето, името е Пелагонија. Бидејќи Пелагонија нуди многу и како што каже и Борче, ние мора да покажеме пример како дома ќе направиме, за да можеме и то после и во останатите делови од Македонија да го направиме. Тој е единствениот начин. Мора да се прилагодуваме и на новите светски трендови, мора да се прилагодуваме на честното, на она што го имаме во нас како македонци, генот македонски да проработи и да му покажеме на светот дека не случајно го имаме светото име, што е и во Библијата сместено и што Господ дал на оваа држава такво богатство, дека заслужуваме да бидеме македонци и да живееме во Македонија. Баш ме радува и го спомнавте, Борче, неколку пати, јас само ќе напоменам дека навистина најде на големи позитивни реакции во однос на предизвикот кој што го направи неодамна со бесплатното чистење на неколку автобуси од јавниот градски превоз, но секогаш Чупетрески знае да изненади во однос на своите визии кои што ги има и ги спроведува на дела. Тоа е како еден дел од работата на вашето здружение. Што е следно, Борче? Самата идеја, понатајќи реакцијата од граѓаните, позитивната реакција за тој гест, создаде идеја дека треба малце да поработиме и на вакви не хуманитарни, туку општо колективни свесни активности, каде со давање на личен пример и поттикнување. Не мора да бидам само јас. Една ластовица не прави пролет. Меѓутоа сите ако почнеме најпрвин да се грижиме, еве да спомнам наједноставно од влезовите во зградите. Ако погледнете дека тие се неуредни, неодржани, вратата не функционира ништо, никој од зградата не слезе да ја поправи самата врата и да го подобри квалитетот на живењето во таа установа. Сепак во една зграда живеат 30-40, па може би 100 луѓе. Ако земите предвид дека едно село во Македонија има по 15-16 луѓе, значи една зграда е поголема и од селата кој што ги имаме во Македонија. Значи, подобрување, мораме да ги смениме вредностите. Погледнете ги децата, зборувам општо за децата. Нивните вредности, кој има поголем телефон, кој поубаво е облечен, кој ќе направи од машките поголема белја, тој е поинтересен. И сето тоа тргнува од самото домашно воспитување. Значи, мораме сите,
колективно, основната клетка на општеството, семејството, мора да почне да сменува менталитетот и концептот на размислување. Дека сепак живееме во една држава која што за жал не ја сакаме, а покажуваме дека не ја сакаме. Со делата што ги правиме на улица, со негрижата за фрлањето на џубрето секаде околу нас, за елементарните работи, покажуваме дека ние не ја сакаме државата и средината каде што живееме. Јас едноставно се гадам кога ќе погледнам, живеам во центарот на градот, кога стари луѓе, лица возрастни фрлаат хартија, фрлаат кеси, пикавци, цигари, се што секаде околу нив. Зошто? И на крај државата не чини, државата ни е валкана. Општиот колективен разговор е тој. Кој е државата? Ние сме државата. Ајде да почнеме, доста зборуваме, доста кажуваме, доста анализираме кој е крив. Јас сум крив. Кога ќе почнеме да размислуваме дека јас сум крив, и од мене се треба да почне, и секој од нас треба да почне така, тоа ќе создадеме вистинско квалитетно општество. Ја верувам дека во Германија нема 10 милиони комуналци за да е чиста Германија да биде супер и кој ќе се врата нашите странци. Леле, во Германија е преубаво. Да, пречисто било и секаде било пречисто, а кај мене на автобус ка пуши цигара и в пикавица го фрла тука кај што стои, а не во кантата или во пепелјарата што е поставена до него. Што е тоа? Менталитет. Тоа е оно што треба да почнеме да го менуваме. Која е поврзаноста со центарот? Да, ние сакаме преку една граѓанска организација да почнеме да го менуваме први нашиот менталитет. Втората цел е привлекувањето на странските инвеститори и она што го зборувавме цело време, меѓутоа паралелно да почнеме да работиме на оваа проблематика. Наредни проекти, како што спомнав, сакам да почнеме со децата кои што доаѓаат на пракса кај мене на автобуската станица и со нив да почнеме еден пилот проект, како проектот ќе се вика Јас го сакам Прилеп. И што направив јас за Прилеп? Се надевам дека другиот тоа ќе го копираме во Битола заедно со Горан. Јас се сакам и Битола и секој град да си има таков еден проект. Меѓутоа во тој проект да учествуваат и пензионерите, и средношколците, и основните училишта, децата од основните училишта, меѓутоа и ние возрастните. Сите заедно, колку што можеме во било кој еден сектор, било каде, мала активност, градот ќе добија, државата ќе добија вистинско лице и ќе стане европска држава. Нема да дојде ни германците, ни французите, никој да ни исчисти држава и да речеме од утре сме ние во Европска унија. Први ќе ни избркаат, кој ќе влеземе во вакви Балкани. Тоа е она основното кое што го имаме како концепт. Факт е дека економскиот фактор моментално е оној кој што не оптеретува, меѓутоа не е се водопарите. Кои се основните, преска ме прашате, кои се основните гранки кои што може да додадат? Една од основните е туризм. Македонија, може би смешно звучи, меѓутоа е еден од најдобрите кафани во светот. Зошто? Најдобрите јадења, најдобрите куњи. Македонската куња е светски прегласена за една од најдобрите куњи. Горан тоа го знае колку е во светот ценета нашата куња и колку луѓето ја почитуваат. Ги имаме најдобрите ресторани и само ако инвестираме во туризмо, ја гарантирам дека 50% од невработената популација ќе го најде своето место во работа. Само во една основна гранка, каде е земјоделието, каде се основните работи. Меѓутоа во туризмот, како што ќе покажеме? Нашиот менталитет. Да, многу треба да се мени. Ќе покажеме дека не ја сакаме земјата. Кој ќе не сака нас, ако ние не си ја сакаме својата земја? Никој нема да не сака. Затоа треба да смениме таа матрица. Да, господинот Тасковски има искуство, бидејќи една информација која што досега не ја споменавме, вие сте роден во Австралија, значи имате искуство да кажете како е таму, како е во Турција, како е во многу други земји, но исто така, бидејќи во основа вие размислувате, јас би рекла дипломатски, ги следите случувањата на станите кои што се на светско ниво, но она што како информација е за нашите гледачи и слушатели е дека вие учествувавте на самитот на БРИКС, кој што се одржа неодамна во градот Казан во Русија,
Кажете ни, бидејќи на вистина многу малку информации имаме за тоа што се случува во Русија во однос на здружувањето во таа организација наречена БРИКС, какви се вашите искуства од таму, какви се вашите согледувања, но и какви се можностите за Македонија да може со тие земји кои што се за нас многу малку познати и блиски, да можеме да соработуваме еве на економски план. Да, значи нашата цел е да ја воведиме Македонија или да однесиме Македонија таму кај што заслужува и таму кај што е ценета и таму кај што е призната на крајот. И како држава, и како народ, и како историја, и како култура, како се. Не можеме да одиме со главата во зид, да мислиме дека таму каде што не сакат, дека можеме таму да бидеме дел од нивната, да рече, нивниот клуб, организација или било што. Ние првенствено треба да гледаме или да се ангажираме за тоа да направиме Македонија како што сакаме ние да направиме, а не како што ќе ни кажат однатвор каква треба да биде Македонија. Самите кажавте дека многу малку информации имаше за посетата моја и на мојот, да речеме, соработник во БРИКС или во Казан, во Русија. И мислам дека тоа е еден показател како функционира нашата држава или како функционираат властите во Македонија. Бидејќи врзани се за одредена политичка или организација светска, што во моментот се вика глобалистичка, каде што добиваат инструкции, добиваат насоки, што треба, што не треба или каква политика да водат, иако се тие челници во Македонија, друг им кажува како треба или не треба. На тој начин ние не сме суверена држава, значи ние сме полтронска држава, да кажам, и затоа ние сакаме суверенизмот да го воведиме во Македонија. Тоа значи дека Македонија, македонците и сите кои живеат во Македонија да го живеат животот како што сакаат тие, а не како што ќе му каже друг. Целта наша за да одиме во БРИКС е да Македонија, иако официјално не е побарано од нашите власти да биде дел од БРИКС, да аплицира како членка на БРИКС, ние сепак да се наоѓаме во тој воз, иако на крајот, во последниот вагон, ама да бидеме качени на тој воз, за кој ќе дојде денот, а тој се ближи, кој ќе побараме ние да се зачлениме во БРИКС и да бидеме дел од таа организација, бидејќи она што е позитивно за Македонија, кои се погодностите на оваа? Она што е позитивно за Македонија, никаде нема да го најдеме освен таму. Јас немам никаква придобивка лично дека Македонија ќе биде во БРИКС. Значи јас гледам како Македонија доди напред, а тоа е моментално само преку БРИКС. И времето многу наскоро ќе покаже дека таа теза или тоа дејствување е исправно. Македонија добива пазар што е многу пати поголем од актуелниот или од Европската унија или на Европската унија, да речеме. Без услови, без малтретирање и без поставување на баракади. Тоа е она што треба ние да го посакуваме како држава и како народ. Бидејќи гледате што се случува во земјоделието. Значи ние како земјоделско општество или земјоделска држава, ние увезуваме земјоделски производи, што е рамно на катастрофа. Но нашите дејствувања во Казан, во Русија, не беа само да бидеме присутни таму или да ја представуваме само Македонија. Ние направивме многу контакти со многу битни луѓе од многу држави, од Индија, од Кина, од Венецуела, од Русија и од Турција, од Азербејџан, од Бразил исто така. Значи направивме контакти и верувајте, сите се чудеа зошто Македонија е упорна со главата да удира во зид и да бара или да се откажува од нејзините национални богатства и од името и од историјата и од се, да биде дел од нешто што не е цени. Беат до толку зачудени што на некој начин и не критикуваа позитивно да влијаеме таму кај што можеме за сето тоа да се промени, бидејќи верувајте, за цел свет сме Република Македонија,
освен во Македонија. Освен за нас сами. Освен овде самите. И тоа е она што беше наметнато од нашите досегашни политичари, дека самите ние треба да се промениме од македонци во нешто што е виртуелно, нешто што не постои. А од друга страна, толку сме многу ценети и нашата историја и нашето минато богатство, култура и што каже и Борче, и храна и сето тоа, што да им кажуваш на некој, нема да поверуваат колку позитивности кој ќе излезеш од границите на Македонија може да доживее еден човек. Ние тоа го доживеавме во Казан, во Русија, и има една многу погрешна теза што го кажуваат, се обидуваат да го кажуваат, или го кажуваат, ама се обидуваат да го спроведат, дека ние сме биле за Русија, што бевме таму. Значи, тоа е една погрешна теза. Зошто? Поради тоа што БРИКС се одвиваше, или тој самит во Русија. Значи, да беше во Бразил ќе одевме, да беше не знам каде таму ќе одевме. Нашата цел е Македонија да ја воведиме таму кај што ќе има придобивка. Нашата држава, нашиот народ и сите кои сакат Македонија. Ние не правиме култ ниту од Путин, ниту од Трамп, ниту од било кој друг. Но во овој момент ние гледаме дека светот може да се промени на подобро, значи оние пореметени машко сабајле женско поручек да го нема, а гледаме дека тие моментално, тие личности или нивните суверенистички политики може тоа да го искоренат и да ги вратат вредностите во светот и во Македонија. И затоа нашата цел е да ја воведиме или да ја однесиме Македонија во БРИКС, каде што пазарите ќе ни бидат сите отворени, ќе не можеме доволно да произведуваме не само земјоделски производи, значи било што се произведува во Македонија, да го пласираме таму. Да, чинам дека околу 4 милиарди луѓе станува збор за толкав пазар. И то безусловно. Не треба ни име да смениме, ни историја, ни култура, ништо не треба да смениме. Значи, ние таму бевме со нашето знаме од Кутлеш, или знамето на Македон. И ние бевме единствените таму, тоа знаме што го истакнавме пред цел БРИКС. И никој не ни забележа или да не предупреди дека мора тоа знаме да го тргнете или да го отстраните. Наспроти, дојдоа да се сликаат со знамето и да го галат знамето. Значи, тие личности таму се доволно свесни и широки во мозоците да знаат дека тоа е Македонија, а не нешто виртуелно да правиме, кај што сакаме да наметниме нешто друго, нешто ново, нешто што не постои, за да задоволиме некои си политики на некој центар во светот, што за нас значи уништување. Само една паралела да направам, не знам дали сум во право, вие тоа ќе го оцените. Кога постоеше Југославија, нели имаше и Европска заедница како организација, но исто така имаше и организација на неврзаните држави. Дали е ова нешто пандан слично како организација и функционира на таков начин, БРИКС? Вака, значи, во БРИКС може да членува било кој, значи и врзан и неврзан. Еве имаме земја членка на НАТО, Турција, што аплицираше да биде дел од БРИКС. Значи не се работи за правење на блокови, како порано. Сега се работи за да се вратат вредностите во светот, да има отворени можности, како што кажа Борче, значи да биде светот едно место каде што секој може да работи што сака без последици. Значи основните укажувања од БРИКС беа дека БРИКС е организација која носи мир. БРИКС е организација која спроведува еднаквост, значи нема таму големи и мали држави или големи и мали влади или личности. БРИКС сака да даде можност на сите да покажат колку знаат, колку умеат и на некој начин се што се произведува во светот да биде слободно и секој да може да има пристап и достап до тие можности.
Значи, а не како сега со услови, ако сакаш ти да бидеш дел од нас или твоите производи да бидат дел од нашиот пазар, ти мора еден куп работи да направи за тоа да се случи, а во нашиот случај, каде што е најкатастрофално, да се откажеш од своето, од себе да се откажеш. Јасно. Јас на крајот би ве запрашала во однос на идните планови, бидејќи еве се ближи и крајот на годината, и има различни можности, планови, стратегија имате на делување која што е навистина интересна. Верувам дека суграѓаните во Битола и во Прилеп ќе се запознаат подетално околу тоа и ќе ширите кругови на пријателства уште повеќе. Дали тоа ќе значи дека ќе се поврзувате и со нашите организации македонски кои што се и надвор од Македонија? Ги имаме Македонија 2024, имаме обединета македонска диаспора во Америка и ред други, верувам и во Австралија има различни здруженија. Значи ли дека стратегијата на делување ќе биде и во тој дел? Значи да се вмрежувате за едно поголемо семејство кое што делува на темел на истите вредности кои што вие ги имате? Апсолутно да. Зошто? Значи, ние не сме само за странските инвеститори во Македонија. И нашите граѓани кои што живеат во странство, и тие се моментално странци за нас и за сите. Значи, многу е голема комуникацијата со домашни селеници кои што живеат 30 години во странство и сакаат да се вратат во Македонија или дел од својот капитал да го инвестираат назад. Побудени од тие патриотски чувства, но и од согледувањето на можностите како држава која што е во Европа. Она што на почетокот Горан го кажа, не сме во Европска унија, меѓутоа сепак имаме одредени бенефиции како таква држава да влеземе на европскиот пазар и можноста преку Македонија да се настапи во Европа. Странците или нашите и останатите инвеститори тоа добро го познаваат, меѓутоа не знаат каква е законската регулатива. Да не се враќам пак од почеток, нашата цел е буквално да комуницираме со сите. Отворени сме за соработка со сите, за да ги прошириме сите овие можности кои што ги кажав. БРИКС е можност, значи не е правец. Тука имате можност да излезете и на други пазари, да го се пласирате, да продадете оно што создавате и да ја отвориме вратата за соработка со сите. Европа е затворена. Зошто е затворена? Во Европа има милион регулативи, прописи, норми со кои што секој еден производ треба да излези, да биде пласиран на европскиот пазар, а ние сме толку сиромашни за да можеме да ги исполниме тие регулативи и стандарди за да пласираме на нивниот пазар. Зошто да не искористиме можноста да продаваме и на друг пазар нашите производи без дополнителни оптеретувања и поскапување на цената да излезат и да бидат пласирани онаки какви што сте, квалитетни. Целта или можно за соработка со странските, со нашите иселеници. Моментално комуницираме со Канада, со канадското иселеништво, немаме некои дефинитивни организации, меѓутоа нашите пријатели сите ни се придружуваат. Прашуваат за можности. Сега, наредната година, 2025 година, ќе ги насочиме на легализирање, односно институционирање на тие комуникации, поврзување со тие организации, да создадеме еден многу поширок канал или многу поширок мост, каде што луѓето и од таде многу полесно ќе научат за нас и ќе бидат сигурни во нивните инвестиции во Македонија или доаѓање во Македонија од било каков еден карактер. Има луѓе кои што сакат да купат имоти, да се врата назад да купат имот, изгубили имотот по било кој еден основ, меѓутоа не знаат како да купат, како да легализираат, како да ги завршат сите тие правни пречки. Тоа е нашата цел, да му помогнеме на сите. Отворени сме за сите. Стратегијата е сеграѓанска, колективна, обшествена е, нема некои политички или директни ограничувања, тука отворени сме за се, така да она што вика sky is the limit, небото е граница. Дека ние веќе имаме добра релација и добри контакти со македонските здруженија и во останатите делови од светот, не само Турција или во околните држави кај што има македонци.
Веќе секојдневно се комуницира и со Америка, и со Австралија, и со европските македонците во европските држави. Еве, пред известно време имаше и делегација, бевме во Турција, бевме гости таму. Значи, веќе ние си ја работиме работата како што треба. Не е секогаш најбитно да се истакни сето тоа, значи не е само да се покажи слика дека сме биле некаде, туку треба резултатот сето тоа да има. Бидејќи ние може да покажеме со Борче дека сме били и на месечина, но кој е резултатот од тоа? Така, немаме ние резултат, ние сакаме резултатите да говорат за нас, значи делата да говорат за нас, а не перцепција од некоја слика или нешто слично. Тука е разликата меѓу нас и мислам дека сите останати, без разлика дали политички или организации, други, дека целта наша е една, да направиме Македонија подобро место за живење за сите да биде така, а не само за одредена групација или за одредена политичка структура или некои членови некаде, туку за сите да биде добро и независно од кој народ се или малцинство да речеме. Јас ги ценам сите, јас расте во едно такво општество каде што мои другари од деца беа и албанци, и грци, и италијанци, и од Либан, и од Чиле, и од секаде. Значи јас немам негативности кон никој. Јас ги делам луѓето на добри и лоши. Луѓето што е сакат Македонија, луѓето што не е сакат Македонија. Ќе ги поддржам сите што е сакат Македонија и што сакат да придонесат за Македонија, а ќе ги нападнам сите кои сакат да ми ја земат Македонија. Нашата цел е таа, немаме задни намери, немаме ништо лично како придобивка од сето ова, туку одиме со родолюбието во нас да придонесиме за Македонија онака како што треба и се надевам дека ќе исповлијаеме и кај властите или кај еве сегашната власт нека биде да работи слично како што работиме ние. Прв пред се интересите на Македонија, после личните интереси. И уште една работа што е наша цел, ако можеме тоа да го направиме или да влијаеме во институциите во Македонија, да доделиме државјанство на сите македонци по род од целиот свет. Ако успееме тоа да го направиме, тогаш официјалната бројка на македонците ќе биде измеѓу 10 и 15 милиони во цел свет. Има разлика и во сила и во мојк, ако кажеме дека има 2 милиони македонци, а ако кажеме дека има 15 милиони македонци. Тогаш нема од никого да страдаме, никој да не условува за ништо. На крајот останува да ви се заблагодарам, бидејќи навистина многу работи беа кажани, знам дека се искрени, знам дека е можно сето тоа да се направи, за се треба време, за се треба и луѓе, соработници околу вас. Се надевам дека ќе ги најдете што поскоро, бидејќи чекорите кои што вие ги имате програмирано или зацртено, навистина се големи, а веќе првиот е направен. Со среќа и со успех. Благодариме уште еднаш. Благодарам.